Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Велик ден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата во домовите. Утре, понеделник, 9 март, се крштава вода во следните населби: Волзен, Елемовайл, Кардиф, Аджинтон, Глендайл, Џулстејн, Менхатан и Гајтсеет. За другите населби ќе најавиме во наредната програма. Едно важно соопштение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации јавете се кај преседателот Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Исто да најавиме во петок на 13 март во нашиот Македонски културен центар ќе има регистрација за сите играорци и за дечина за македонското школо, што сака да го изучуваат македонскиот јазик и култура. Од 5:30 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар. Нешто за нашиот град Ньюкасел, за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње на карти, други со играње на домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати се занимаваат и се послужени со кафе, чај, бисквити. Сето е бесплатно. Во четврток имаме ручек. Во среда се одржува тренинг со играрната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме джуниорски тимови во тимот што е прва лига, Бротмедо Меджик, и тоа во многу голем број од најмали години кои се надпреваруваат во маја пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај преседател Саше Стојчевски на 0408 4901 48 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Сузи Цветановска после подолго одморување се врати за готвење
со ручек во нашата македонска заедница секој четврток во нашиот македонски културен центар. Сите све добро дојдери порано од 9 сатот до 12 за чај, кафе, бишквоти, кашкавал, дури играте бинго, карти, домино, шах или за добар муабет со добро друштво, со тивка македонска музика. Многу убави македонски специјалитети, како пред јадење, главно јадење и сладко после јадење, е сервирано од 12 сатот со вода и сокови. Цената за ова е само $20 на лице. За резервација јавете се кај Сузи Цветановска на 0449156966 или кај Сузи Лајмановска на 0431117602. Да проследиме нешто и за здравието. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневна дримка од околу 30 минути му овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности. Според стручњаците тоа е првата задача. Знаеме дека тоа е лесен и корисен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувачот Џајмс Мас, професор на Универзитетот Конел. Во својата книга "Спи за успех", се што мора да знаете за спиењето, но сте премногу уморни за да прашате. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пат на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секој 24 часа. Еднаш навечер, а вториот меѓу 14 и 16 часот после пладне. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90-минутни циклуси на спиење поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус, поради што Мас, докторот, не препорачува едночасовна дремка. Будењето од толку длабок сон може да потрае и до 1 час за човек да се врати во нормала, благодарение на така наречената инерција на спиењето. Тоа е како малку да влезете во режим на ниска потрошувачка на енергија и да му дозволите на вашето тело да се опорави, изјави Сара Медник, авторка на прирачникот "Дремнете". Променете си го животот со совети за дремката. Стручњаците веруваат дека кратките дремки не му попречат на ноќниот сон, се додека не се случуваат подоцна во денот. Се препорачува исто така дремката секој ден да се случува во исто време. Науката потврдува. Многумина кои прекинале со лекови за слабење, повторно накачува тежина. Пациентите на кои им се препишани лекови кои што треба да им помогнат во ослабењето, повторно доживуваат зголемување на телесната тежина по прекинувањето на нивниот рецепт. Истражувањето е објавено. Испитувањата потврдуваат дека луѓето изгубиле значителна количина тежина додека земале лекови против дебелината. Сепак, истражувачите откриле широко опфатен тренд во враќањето на тежината, почнувајќи од 8 недели по завршувањето на терапијата, а потоа продолжувајќи во просек 20 недели пред фазата на стагнација. Повторно добиената тежина зависела од неколку фактори, вклучувајќи го видот лекови што ги земале учесниците и конзистентноста на нивната промена на животниот стил, истакнуваат истражувачи од Народната болница при Кинескиот универзитет на Пекинг. Например, учесниците кои завршиле 36-неделен третман со Мунџаро за третмент на диабетис и Зепбандо за слабење, повторно добиле речиси половина од претходно изгубената тежина по префрлувањето на плацебо. Научниот труд опфатил податоци за пациентите кои примале лекови за слабење во 11 испитувања, засновани на случајно сместени во групи од целиот свет. Општо земено, авторите анализирале податоци од 1574 учесници во групи за третман и 938 со контролни
групи. Брзото јадење е штетно по човечкото здравје. Ако дневните оброци, без обзир дали е тоа појадок, ручек или вечера, ги консумирате за 20 минути или помалку, тогаш јадите премногу брзо, смета Лесли Хамберг, докторка на клиниката на Квинлен во Америка. Потребни се околу 20 минути за желудникот да искомуницира со мозокот преку цела низа хормонски сигнали дека е полн. Луѓето кои јадат брзо, веројатно ќе проголтат повеќе воздух, што може да доведе до надуеност и проблеми со варење. Неправилното жвакање на храната исто така е неповолно за варење, што значи дека нема да ги здобиете сите хранливи материи од храната. Неизжваканите парчи на храна може да се заглават во хранопроводникот, набројува и предупредува докторот Хамберг. И претходните истражувања покажуваат дека кај луѓето кои јадат брзо има најголема опасност од дебелење, додека оние кои јадат најбавно, обратно, имаат најмал ризик за покачување на телесната маса. Докторката препорачува и да не се гледа во телефонот или телевизорот при јадењето. Кога додека јадеме правилно и нешто друго, јадеме помалку внимателно и тоа често предизвикува да јадиме повеќе. Кога луѓето ќе се сосредочат само на јадењето, тие повеќе уживаат во оброкот, а јадат помалку, појасни докторот. Таа исто така напомна дека темпото со кое што се јаде најчесто е вкоренета навика, но истакна дека промената е можна. Незината препорака е: користете ја вашата недоминантна рака за да се нахраните или минирно, паузирајте за да пиете вода или пак јадете со прибор што е потежок за користење како стапчина за јадење. Ако водите брз и зафатен живот, може би е неизбежно треба да ручате на работен состанок или да јадете ужина додека извршувате обврски. Совет за тоа: едно од наједноставните решенија за овој проблем е да го зголемите бројот на што помали залчина во тој оброк. Почитувани слушатели, наред се вашите желби и честитки. Со песната "Роден ден е денот" на нашата многу сакана и поштована ќерка и сестра Ния Рајс и го честитаме 5-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, убава среќа и безгрижно детство со сите најсакани и најмили. Овие убави желби од се срце се испратени од тато Јовче, мама Викторија и милото сакано братче Винцит Лука, сите Филиповски.
Со песната "Децата се наше најсвето". Среќен и весел и многу радосен 5-тиот роден ден на внуката Нија Рајс и посакуваат дедо Илче, баба Елизабет и тета Наташа Филиповски. Сите ние на Нија Рајс и посакуваме да е жива, здрава, да има среќно и весело детство со сите најблиски во фамилијата. Да ја слушниме убавата песна. Живот дарови, веселост и убавини, бараш ти плодој небесни, спокојство и благодети, ама од сите радости, животот што ги дарува, сладка е сладка, најсладка, детската мила насмевка. Децата се нешто најмило, што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето. Живот гердани, бисерни и позлатени, бараш и двој раскошни, како во бајка китени, ама од сите радости, животот што ги дарува, сладка е сладка, најсладка, детската мила насмевка. Децата се нешто најмило, што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето. Се нешто најаве или потајно, бараш од живот искрено, што е за очи посјајно, ама од сите радости, животот што ги дарува, сладка е сладка, најсладка, детската мила насмевка. Децата се нешто најмило, што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, децата се наше богатство. Со песната "Од Битола појдов", на саканата и многу поштована внука и братучеда Нија Рајс, со наискрени желби и честитки и го честитаме 5-тиот роден ден, воедно и посакуваме весели дечки години со незините најсакани во животот. Овие убави од се срце желби се посакани од Чичо Пеце, Нина Ребека и саканите братучеди Ноах и Ојзек Филиповски. Прилепски
Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Битолчанка. Стрејќен петтиот роден ден и многу здравје, стрејќа и весели дечки години на милата внука и братучеда Ния Рајс испраќаат тета Кате со Еладжај и саканите братучеди Мила и Ливој Ханта. Да слушниме убавата песна Јас сум Битолчанка. Со песната Битола мој роден крај. Дедо Димче и баба Летка Талевски со цела нивна фамилија од убава Битола. Од се срце испраќа честитки по повод петтиот роден ден на саканата внука Ния Рајс, исто и посакуваат добро здравје, убава стреќа во дечкиот живот. Да слушниме песната.
уште една желба да проследиме. На саканите и пошtovани родители Илија и Зојка Груевски. Со наискрени желби и честитки им посакуваме среќни весели 58 години во брак. Исто му посакуваме уште многу долги среќни години да си слават со сите блиски, мили и сакани во фамилијата. Овие убави искрени честитки ги посакуваат синот Криси Груевски со фамилијата и керките Ленче и Сузи со нивните фамилии. Da te vidam libe po cel den čekam.
зборуваш, дома и на порти затвораш. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што бијав гради, бие таксано. Солзи излиши, лична Јовано, ти се колам, лесом душо, либе неверно. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што бијав гради, бие таксано. Солзи излиши, лична Јовано, ти се колам, не сум душо, либе неверно. Моја Јовано, лична Јовано, моја Јовано, лична Јовано. А сега ќе проследиме нешто постара историја. ВМРО во првата Балканска војна. Најпознат е оној во Теба, кога Александар и неговата војска ја рушат до темел. Тогаш биле убиени речиси 6000 грци во таа област. Останатите избегале во Атина. Власта во Атина, чудо невидено од силата и моќта на македонската армија, почнала да му се понижува на Александар Македонски и да ги оправдува неговите походи. Тоа било знак на страфопочит со цел да се спасат самите себе од копјата на македонците. Александар имал многу битки против грците, а една од посериозните била она при влегувањето во Персија. Историчарот Артур Валгај запишал: најпосле грците, опколени од целата македонска војска, биле обесхрабрени и заклани како стока, останале живи само 2000, но и нив ги заробиле. Зарем Мицотакис, Караманлис, Бакојани, Караджаферис и Папандреју не ги знаат овие историски факти или во знак на немој не им преостанува ништо друго освен само да повторува дека ветото за Македонија ја спасува Грција. Балканските држави гледале добра можност со војна да освојат делови од европската Турција, а истовремено да ги реализираат своите национални планови. Во предвречието на војната и Македонската револуционерна организација и македонската емиграција се наоѓале во криза и внатрешни поделби. Непосредното организирање на македонската емиграција и незиното активирање во подготовките за војна на Бугарија против Турција започнало во септември 1912 година. Начело на овие сили бил Александар Протогеров и Централниот комитет на ВМРО ДПМН Тодор Александров и други нивни соработници. Истовремено со објавувањето и текот на општата мобилизација во Бугарија во втората половина на септември 1912 година, раководителите на Централниот комитет, така наречен десните представници на ВМРО, Тодор Александров, Александар Протогорев, Тодор Лазаров, потоа полковникот Николов, Петар Дрвенигов, Христо Матов и други биле повикани кај началникот на штабот на бугарската армија.
исто и генералот Иван Фичев, од кого добиле заповед веднаш да пристигнат кон организирање на доброволчки македонски оружени чети. Организацијата му била доверена на Александар Протогеров и полковникот Петар Дрвингов. Тие уште пред почетокот на војната требало да навлезат во османската држава, односно Македонија, со цел да ја развијат известувачката служба и во соседство со местното население да ја попречуваат мобилизацијата и концентрацијата на османските војски. Штабот на македоно-одринските доброволски чети во состав на Протогоров, Дрвенгов, Николов, Атанасов и Величков ја започнал работата околу прифаќањето и организирањето, обуката и испраќањето на доброволечки чети преку границата во Македонија. Пријавувањето на македонските мигранти било масовно. Во текот на октомври до почетокот на воените дејствија против османската држава, до штабот или лично до Протогеров или до другите членови на штабот пристигнувале бројни телеграми во кои илјадници македонци се јавувале како доброволци во четите или доброволечките одреди за да ја учествуваат во војната против османската држава. Четите подготвени од штабот упатени во Македонија преку одредените пунктови ја минале границата меѓу 8 и 11 октомври 1912 година и се нашле во заедната на османските војски и власти, поточно означени реални низ Македонија. Овие чети пристигнале од Бугарија на теренот, наишле на други од порано постојашки чети кои биле под раководство на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, начело со Тодор Александров, Христо Чернопеев, Петар Чаулев и други војводи. Некои од овие чети действувале самостојно, а имало и такви што биле под раководството на серските револуционери начело со Јане Сандански. Учество на ВМРО ДПМН во ослободувањето на Македонија. Да ги проследиме уште еднаш неколку од соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Утре, понеделник, 9 март, се крштава вода во следните населби: Болзен, Елемовајл, Кардиф, Аджингтон,
Глендал, Джилстен, Манхатан и Гајцет. За другите населби ќе најавиме во наредните програми. Исто да најавиме во петок на 13 март во нашиот Македонски културен центар ќе има регистрација за сите играорци и за дечина за македонското школо, што сака да го изучуваат македонскиот јазик и култура од 5:30 сатот после пладне. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.